Јас бев кај неколку лекари на преглед. Првата докторка кај која што бев на преглед со симптом ми рече: ти немаш ништо, се е до твојата психа, ти си измислуваш. Еве веќе имаме случаи каде што вистина се жалат пациентки дека чекаат 6 месеци метастазирани за да дојдат до скен на коски, немало изотопи. Се соочуваме со недостаток на кадар од сите профили, значи можам да кажам од медицинските сестри, лекарите, специјалисти, специјализанти, радиолошки технолози. Заврши розовиот октомври, месец за подигнување на свеста за ракот на дојката. Но борбата не завршува, напротив. Македонскиот здравствен систем има толку многу фалинки и проблеми за кои секој ден треба да се зборува. А кога и самиот се соочувате со болеста, не е лесно јавно да се зборува. Напротив, потребна е голема храброст. Но меѓу нас има и такви кои зборуваат доволно гласно за да бидат слушнати од креаторите на политиките. Една од нив е и новинарката Вања Мицевска, која за само прашај раскажа низ што се поминала. Вања Мицевска е млада новинарка, која на само 26 години доби диагноза дека има рак на дојка. Во ноември 2019, пред точно 5 години, Вања ја слушна веста која ќе го промени животот и по која ќе ја почне тешката борба со болеста. Тогашната ковид пандемија дополнително ќе ги зголеми стравувањата како ќе го зачува своето здравје во услови кога е имунокомпромитирана. Терапиите имаат навистина десетици нус ефекти. Баш е руски рулет, што како нус ефект на вас ќе ви се падне, како вашиот организам тоа ќе го преброди. Јас имав вкупно 8 хемотерапии, првите 4 ми беа исклучително тешки, имаше денови во кои што можев само да дишам за да го доживеам следниот ден, но веќе вторите 4 кога ги примав, моето тело многу полесно тоа го издржуваше и така ги надминав. Сега тие терапии се имунокомпромитирачки, значи вашиот имунитет е на долг рок оштетен и се потребни години и години, можеби и деценија за вие да закрепнете целосно, така што тоа дефинитивно остава траги, меѓутоа е нешто што мора да се помине. Во случајот на Вања, здравствениот систем потврлил уште на самиот старт, кога требало да се диагностицира болеста. Некои лекари не успевале да ги препознаат симптомите. Јас бев кај неколку лекари на преглед. Првата докторка кај која што бев на преглед со симптом ми рече: ти немаш ништо, се е до твојата психа, ти си измислуваш. Но јас секогаш се водам по тоа дека треба да си го слушаме сопственото тело. Моето тело кажуваше дека не се работи за психата. Бев кај уште 3 доктори и последната докторка преку биопсија потврди дека се работи за тоа. Шансите беа 50-50, значи јас знаев дека има реални можности да ево прашање таква диагноза. А јас имам една навика на overthinking, односно на претерано размислување, и во мојата глава веќе си имаа случајно сценарија поврзани со болеста, што пак полесно ми помогна да го надминам паѓањето на косата за разлика од некои други пациенти, но во секој случај не е пријатно да ги слушнете тие зборови, за жал имате рак. И Вања, како и многу други пациенти, решила да не чека терминот државно и сите тестирања ги направила приватно. Јас бидејќи бев многу млада, од секогаш можам да кажам дека сум имала совршено здравје и навистина не знаев како изгледа тоа одење по болници, но знаев дека јавното мислење е лошо во тој сегмент и затоа сите прегледи уште на старт ги направив во приватни ординации. Кога дојдов на онкологија, тоа е тоа, значи таму навистина се работи со полна пара, меѓутоа капацитетот на самата болница и кај од технички аспект и од аспект на кадар не е доволен за да се обслужат сите пациенти, но сепак на крај се обслужуваат на еден или друг начин. И тука се гледа главниот проблем во нашето здравство, дека се е централизирано во
главниот град. Ние немаме дисперзија на услугите во градовите од внатрешноста, освен во Битола. Меѓутоа и пациентите од Битола доаѓаат до Скопје. Исто имаме и доста големи предизвици во однос на недостиг на терапија. Често знае да ја снемува и најголем проблем се снимањата, бидејќи онколозите нашите терапии ги одредуваат врз основа на прегледите што ги прават доктори од други специјалности, а да се дојде до нив навистина е претешко. Вања ја сака новинарската професија која е многу динамична, но си остава време и за себе, водејќи се во животот од позитивна мисла и оптимизам дека здравствените власти конечно ќе ги препознаат потребите на пациентите и ќе почнат со решавање на проблемите. Да сватат дека инвестициите во здравството се инвестиција во здраво општество. Постојан живот во страв дали терапијата ќе биде навремена и дали ќе се успее да се фати термин за преглед. Пациенти кои плаќаат здравствено осигурување, но системот ги изневерува, па се принудени да одат на приватно. Буџети кои од година во година се намалуваат, иако бројот на болни расте. Здруженијата детектираат многу слаби точки на македонскиот здравствен систем. Пациентите, кога ќе ја слушнат диагнозата, им станува јасно дека пред нив е борба и со болеста, и со здравствениот систем. Анџелика Колева е 52 годишна уметничка од Скопје, мајка и неуморен борец, онколошки пациент. Кога ја добила диагнозата дека има рак на дојка, знаела дека ја чека борба и со болеста, и со здравствениот систем. Анџелика досега имала 6 хемотерапии и примила 16 херцептини, а сега е на таблетарна терапија. Иако досега немала проблем со лековите, таа вели дека многу пациенти живеат во страв дали за нив ќе има терапија. За секого е шок, да се разбереме. Значи, за секого е шок. И јас бев сама кога бев на преглед. И тоа го слушнав на редовна контрола. Значи, не е се едно, нормално. Не знам како се вратив дома. Со возило бев. Шок ми беше и на прва изреагирав као окей, добро, ќе се реши ова со оглед на тоа дека имав две другарки кои што починаа за жал од канцер на дојка, се бореа многу години, долги години и бев уз нив, знаев што ќе следи. Но откако навлегов на онкологија онака за себе и откако почнав да ги примам терапиите, уствари сватив дека не сум знаела ништо поминуваат. Друго е кога нели ќе се почувствува на сопствена кожа. Анџелика, како и секој од нас, плаќа за здравствено осигурување, но кога не може да дојде до термин за преглед, таа е принудена да оди на приватно на сопствен трошок. А на онколошките пациенти треба да им се врши испитување на се и се што. Еднашка во годината, зависи од случајот, еве мене конкретно ми е дадено да правам DEXA скен за остеопорозата, пошто сега и тоа го примам како терапија, нели, заштитна, затоа што во меѓувреме од цитостатиците добив остеопороза. Морам и тоа да го закажам, значи 5 скенот еднаш годишно, обавезно скенот на коски. Еве веќе имаме случаи каде што вистина се жалат пациентки дека чекаат 6 месеци метастазирани за да дојдат до скен на коски, немало изотопи. Бројот на болни се зголемува. Тоа значи дека треба да се одвојуваат и повеќе пари за терапии. Бидејќи таа набавка се на лекови е на условен буџет и секоја година имаме различен буџет, за жал во нашата држава секоја година е се помал буџетот за лековите на овие пациенти. Меѓутоа, треба да се знае дека, освен оние пациенти кои што во моментот се лекуваат, а претходно од разговорот со директорот на клиниката за радиотерапија и онкологија дознавме дека од ланската година оваа година бројот е уште поголем, а тоа би значило во бројка над 90.000 пациенти кои од цела Македонија се слеваат на клиниката на онкологија. Што значи дека буџетот треба да се зголеми, односно да се земе во предвид инциденцата на нови пациенти со рак кои што ги имаме на годишно ниво, а се повеќе и повеќе, за жал.
На пациентите им фали современа терапија, персонал што ќе се грижи за нив, редовни прегледи и програми, вели председателката на Сдруженијето Хема Онко Лидија Пецова, македонка растена во Австралија. Мене ми беше мака зашто во Германија, во Франција, во Англија, дури во Африка пациентите можат да живеат квалитетен живот, а моите македонци се уште умираат од истите ракови. Доктори, современа терапија, прегледи, скрининг програми, така да нема то редовно, нема толку мајндсетот на луѓето, знаеш, уште го има тој мајндсет, ај побо да не одам на доктор, кој знае што ќе најдам. Таму треба и матичните лекари малце да бидат, да ги слушаат пациентите. Имаме членови каде што година, скоро 2, се лечат за синоси, за реома, а уствари имаат крвен рак, тоа е мултипл миелом или лимфома. Проблемите со кои што се соочуваат онколошките пациенти се тешки и многобројни. Тие се принудени секојдневно да се борат со болеста, но и со македонскиот здравствен систем. По добивањето на диагнозата, справувањето со психолошкиот шок и прифаќањето на болеста, следува соочување со македонскиот здравствен лавиринт. За тоа, како пациентите се снаоѓаат во бирократските процедури, разговаравме со Ана Марјановиќ. Борбата за термин за преглед се претвора во гладиаторска. Ако мине онкологот, не сум хитна, меѓутоа треба да направам, да речеме, компјутерска томографија или треба да направам скен на коски, мамографија, ехо. Веќе не ме препраќа онкологот, него јас се враќам кај мојот матичен доктор, кој што потоа ме внесува во таа скрининг програма, па ние имаме како некоја предност да добиеме термин. Меѓутоа, како тоа ги комплицира работите? Прво, јас кога отидов да направам последно ехо ова лето, докторката, радиологот кој што ме прегледа и кој што сакаше да ме препрати на магнет на гради, не беше во можност да го направи тоа како радиолог. Па јас повторно мораше да се вратам кај мојот онколог, па онкологот да ми издаде упат. Па не може да ми закажат на онкологија, па ме вратија повторно кај матичната. Тоа е она кое што ние сакаме да се промени. Значи, идејата е да биде поедноставно, што значи дека јас кога ќе добијам препорака, таа препорака кај онколошките пациенти со града е многу јасна. Секој 6 месеци вие правите основното. Кое е основното, доколку сте без метастатски? Мамографија, ехо на гради, негдека и ехо на абдомен. Што значи дека ако јас веќе имам доктор, радиолог, кој што ме следал изминатите години, апсурдно е да се враќам во системот од почеток, за да добијам некој друг радиолог, па јас да си ги приберам целата таа моја историја, па да ја однесам, па тој да ја разгледа. Како здружение и како пеперутка и како онколошки пациент, за мене и за нас, желбата е прво да се направи 5 годишна и 10 годишна превенција програма, налиг на онаа која што имаат словенците, бидејќи бројките од новозаразени годишно 1200, само на тој начин ќе ги намалим. Значи, не можеме да ги намалиме со немање термини и со немање визија и програма што ќе правиме во наредните 10 години. Бројот на починати од рак на дојка расте. Во 2023 година речиси секој ден по една жена умирала од болеста. Ова била најчестата причина за смрт од малигни неоплазми кај жените во периодот 2010-2023 година. Ако во 2010 од рак на дојка починале 310 жени, во текот на минатата година оваа бројка достигнала 346. Секоја година има нови и нови случаи на заболени. Ракот на дојка е на прво место меѓу карциномите по бројот на новозаболени. Зголемена е инциденцата на нови случаи. Ако во 2017 година имало 808 новозаболени со стапка на инциденца од 78 на 100.000 жени, во 2021 имало 806 случаи со стапка на инциденца од 87 на 100.000 жени. Се забележува и намалување на старосната граница на заболени. Зошто е тоа така? Која е причината? Зошто скринизите не го даваат очекуваниот резултат? Одговори на овие прашања побаравме од доктор Марина Илјовска од клиниката за радиотерапија и онкологија. Бројот на новодиагностицирани пациенти вкупно од малигна болест изнесува околу 5000 на годишно ниво.
Од таа бројка само 800, што не е представува мала бројка, 800 од нив отпаѓаат на карциномот на дојката. Инциденцата е во пораст. Причините треба да се бараат на многу места. Можеме да го интерпретираме тоа од различни страни. Еве од конкретно од лекарски аспект, тоа можеби е поголемата свесност на жените за себе си, за своето здравје, желбата да се прегледаат, да се јават на лекарски преглед, се пријавуваат и во скрининг програмата на Министерството за здравство, значи една разбуденост за себе и за собственото здравје од една страна, од друга страна можеби е и самата скрининг стратегија, националниот скрининг, кој што како ваков проект се уште треба да трпи промени, да се доработува, значи тој не е идеален и целите мислам дека кога ќе се извадат параметрите од скринингот, мислам дека се уште не се постигнати, значи тој опфат на популацијата со скринингот се уште за нашата територија, односно за нашата држава е доста низок. Од друга страна, ги следиме западноевропските трендови на се порано и порано дијагностицирање на малигните болести и можеби вака по литература и по кога ќе се запраша лично и професионално, кога ќе побара повеќе информации, се доаѓа можеби и до еден лайфстайл што се опишува или квалитет на живот. Значи модерното време, подинамично, не само стресот, физичката неактивност. Можеби треба и една посеопфатна анализа на повеќе експерти од здравствената политика, од статистичари, значи потемелно да се навлезе кои се причините, дали можеби во поставеноста на здравствениот систем, дали можеби во ресурсите, и тука треба да се побара причината. Значи, дали имаме доволно лекари, доволно сестри, доволно радиолошки технолози, дистрибуирани низ целата држава, дали едноставно мамографскиот преглед, односно желбата да се направи преглед е лесно достапна и изводлива за секој човек, независно каде живее. Од Министерството за здравство не одговорија конкретно на нашите прашања колку пациентки чекаат термин за ехо и мамографија, ниту колкаво е просечното време на чекање, имајќи предвид дека има пациенти кои се жалат дека со месеци не можат да стигнат на ред. Наместо ова, од ресорот само таксативно наведуваат колку прегледи се направени на годишно ниво. Треба да напоменам дека бројките се заклучно со 22 октомври, но се доволен показател за да се отслика трендот. На ниво на цела држава во 2023 година се извршени вкупно 18.886 ехо прегледи и 16.421 мамографски преглед, додека годинава се извршени вкупно 11.676 ехо прегледи и 6.693 мамографии. Во 2023 во рамки на скринингот за рано откривање рак на дојка се извршени снимања кај вкупно 4.987 жени, додека од почетокот на 2024 до денес се прегледани вкупно 9.152 жени. Скринингот годинава се одвива во вкупно 14 јавни здравствени установи. Согласно новата патека за упатување на пациентките во кабинет за дојка во системот Мој термин се евидентирани вкупно 13.705 прегледи од почетокот на годинава. На забелешките дека дел од јавните здравствени установи ја немаат ниту целата потребна апаратура. Од Министерството за здравство велат дека со поддршка од Европската банка за обнова и развој се набавени мамомати и ехоапарати во Институтот за радиологија, Градската општа болница 8 септември, Клиничката болница во Тетово и во општите болници во Куманово, Струмица, Струга и во Дебар, а комплетно опремена е нова амбуланта за мамографски скрининг во Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Најава има и дека ќе се освежи позитивната листа. Во однос на терапијата за онколошките пациенти, потенцираме дека и оваа категорија на лекови се разгледува од страна на Комисијата за позитивна листа, согласно пристигнатите апликации од фармацевските компании, и се очекува и во делот на болничката позитивна листа да бидат воведени нови лекови што се дел од современите третмани за оваа категорија пациенти. Современата онколошка терапија е веќе достапна за пациентите преку условните буџети што ги доделува фондот на здравствените установи, а со нивно ставање на позитивната листа ќе се забрзаат процесите за нивна набавка. Во
позитивната листа е нешто што подхитно мора да се промени. Значи, 17 години непроменета листа на лекови и сега правење промени во некои други лекови, а изминување на онколошките не прави добро на никого, посебно бидејќи знаете како буџетот на онкологија се зголемува бидејќи недостатокот на терапија произведува повеќе метастатски канцери и автоматски тоа значи повеќе пациенти на долг рок. Само дел од лековите кои што ние инсистиравме да бидат, значи листата е со 30 лекови, меѓутоа фескотом, кацајлата, декаптилот, рибоциклибот, тоа се само мал дел од оние кои што сметаме дека 2025 година веќе мора да бидат на позитивната листа. Стравот кој што го имаат сите пациенти е она што се случуваше изминатите месеци, значи не ова лето, меѓутоа минатата година, пред нова година, тоа е дека пред нова година ние повторно ќе останеме без терапија на онкологија. Фезгото е едно од оние лекови кои што најмногу се плашиме, голем е процентот на пациенти кои што го примаат, а кое што може многу лесно да го снема. Вие сте минимум од 5 до 10 години над некоја терапија по третманот болнички. Која е логиката да доаѓаме за еден лист на кој што знаеме дека тоа ќе го примаме 5 години до онкологија да правиме гужва овдека за да се препише тој лек. Иако кампањата за подигнување на свеста за ракот на дојката е во знакот на розовата боја, сепак состојбите на клиниката за онкологија се далеку од розови, а скандалот со биолошката терапија ја разниша довербата во институцијата. И последниот ревизорски извештај покажа дека бројот на пациенти расте, биолошка терапија има само за четвртина од нив, а само 35 доктори и 96 медицински персонал се грижат за болните. Од тука и не треба да изненадува што еден онколог годишно прави и по 5000 прегледи, ако не и повеќе, што резултира со преоптоварени и изморени здравствени работници и нервозни и незадоволни пациенти кои и онака имаат тешка мака. И директорот Стојковски и лекари за само праше го потврдуваат проблемот со недостигот од кадар, буквално од сите профили. А треба да се има предвид дека оваа клиника е единствениот центар во државата што дава услуги на пациенти од областа на радиотерапијата. Моментално немаме да се соочуваме со недостаток на кадар од сите профили, значи можам да кажам од медицинските сестри, лекарите, специјалисти, специјализанти, радиолошки технолози, физичарите, посебно е акутен е проблемот со физичарите, каде што и онака на факултетот на физика, значи мислам дека релативно мал број студенти студираат на годишно не дипломираат, така да е апел до сите заинтересирани, значи што се при крајот на своите дипломски предипломирање да се обратат до клиниката за онкологија. Медицински сестри, ако ни фалат исто, моментално 40 на медицински сестри, вработувањата се во тек на административни процедури, значи од Министерството за здравство. Но тука се поврзани неколку институции во државата. Тоа е Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за финансии кој ги дава финансиските средства, почнат е административниот процес. Така да за сите овие профили што ви реков, значи тоа е лекари, болничари, медицински сестри, радиациони технолози, медицински физичари, исто административен кадар, дека е исто и процедурите се исто административни комплексни, значи во онкологијата. Многу пати е алармирано и се надевам дека здравствените власти ќе имаат слух и разбирање да ни помогнат од таа страна. Покрај лековите, теретот е и многу голем на персоналот. Фалат од сите профили, едноставно миграцијата, да кажам понудата, пазарот, побарувачката си го направи своето. Меѓутоа, ние се радуваме бидејќи имаме потенцијал, млади кадри излегуваат и тие млади кадри можеме да ги мотивираме на некој начин и да ги привлечеме како секаде во државите околу нас, прво во државата, а потоа нели ако не им се бендиса, секогаш постои опција за надвор, меѓутоа едноставно тоа што го вложиле во себе да го вратат на некој начин на својот народ. Тежнееме кон една радикална промена на здравствениот систем. Нашиот здравствен систем во нашата држава е во распаѓање. Значи, многу работи тргнувајќи од објектите, од опременоста со апарати,
каде е фокусот на пациентот, каде се докторите, онколозите, се помалку онколози, треба да се поттикне и да се даде еден правец на овие студенти кои што студираат на факултетот за медицина, малку да ги погледнат и работите од еден друг аспект, похуман да кажеме, за да можат во иднина да станат онколози. Искрено да кажам, ние соработуваме имаме и волонтери од медицинскиот факултет кои не се многу заинтересирани да бидат радиолози и онколози, односно за сите овие специјалности со кои што се всушност за лекување на ракот. Жалосно е што кадрите кои што се едуцираат тука кај нас, ние имаме одлични доктори, одлични кадри, потоа заминуваат во странство. Ништо не правиме доколку не ја направиме таа дисперзија. Сега каде е проблемот со дисперзијата? Онколошките центри постојат во Штип, постојат во Битола, постојат во Тетово. Меѓутоа, пациентите поради односот на тамошните доктори, поради нестручноста на одредени доктори, ќе си дозволам да кажам така, одлучуваат да се лежат во Скопје. И тогаш го правиме проблемот да овдека на онкологија еден доктор има 100 пациенти во денот, како што кажа и директорот, значи 90.000 прегледи онколошки во една година е нехумано. И тука не можеме да им се љутиме на докторите кои што не примаат по 3 во канцеларија, бидејќи тоа е времето. А онколошките пациенти треба внимание. Согласно програмата за скрининг на рак на дојка воведена пред 10 години, препораката е сите жени на возраст од 40 до 69 години да направат мамографија најмалку еднаш во 2 години, а оние пациенти кои се со поголем ризик еднаш годишно. Скринингот се прави во 14 здравствени установи, но и тука има проблем. Од 12.000 закажани, 6.000 жени ниту се појавиле во рентген кабинетите, ниту го откажале терминот за да го добие некоја друга жена. Или 50% од жените не се појавуваат на закажан скрининг, а 25% не доаѓаат на закажан преглед во кабинетите за дојка. И нешто треба да се менува. Многу од симптомите на рак на дојка не можат да се забележат без професионален скрининг, иако има симптоми кои може да бидат доволен знак дека нешто не е во ред и кои, кога ќе ги идентификувате, треба да се консултирате со вашиот лекар. Раната диагноза е клучна. Еве што советуваат лекарите. Наједноставна метода е само прегледот. 5 до 10 минути, еднаш месечно, 7 до 10 дена од започнувањето на менструалниот циклус, пред огледало, пред или по туширање, може и во лежачка положба, едноставно само преглед на двете гради и на пазувите. Тоа е она што наједноставно може да се направи. Неколку пати истакнувам и повторно ќе истакнам да не се ствара паника. Секоја промена напипана во градите не е карцином. Всушност, многу мал дел од промените се малигни болести. Меѓутоа, све што е ново, што не било таму до тогаш, све треба да се пријави првата инстанца кај матичниот лекар или ние како викаме да се каже на некого, на родител, на брат, сестра, пријател, комшија, било кој, едноставно повеќе информации ќе се добијат повратни, ќе се добие информација каде да се оди и така. Значи, едноставно оваа болест не треба да се доживува како стигме, како етикетирање, бидејќи сите одиме на заболекар за да ни се забите нели убави, здрави, сочувани, да имаме убава насмевка, значи како што сакаме да сме однадвор, да изгледаме убаво, треба да помислиме дека и внатре во еден момент треба да направиме еден преглед и да видиме што се случува нормално онаму каде што може и како може. Во продолжение на само прашај гледаме неколку факти поврзани со ракот на дојка. Ракот на дојка е најчестата причина за смрт од малигни неоплазми кај жените. Во 2023 година од рак на дојка починале 346 жени. Забележан е тренд на пораст на бројот на умрени од овој вид канцер. Ракот на дојка е на прво место во бројот на новорегистрирани случаи од малигни неоплазми кај жени во периодот 2017-2021 година. Во текот на 2023 се извршени 104.196 здравствени услуги на клиниката за радиотерапија и онкологија. Просечниот број на извршени услуги за одредени диагностики надминува по 5.000 прегледи годишно по специјалист. 35 доктори и 96 медицински персонал се грижат за болните од рак.
нивниот број е недоволен за обемот на работа. Клиниката за радиотерапија и онкологија е единствениот функционален центар на територија на државава кој дава услуги на пациенти од областа на радиотерапијата. Еден од предлозите на пациентите за да се растовари онкологија е да се отвори центар за канцер на дојка во градската општа болница 8 септември. Дали тоа ќе најде на разбирање кај надлежните, ќе покаже времето. До тогаш, останете во добро здравје.